Во петок на 12 јануари од 20 часот започнува традиционалниот Вевчански карневал, кој представува едно од главните обележја на Македонија за празникот Свети Василий, односно Василица. Со векови наназад карневалот се провлекува како чествување на празникот, каде вевчанци се маскираат во очи на дочекот на новата година по стариот календар. Покрај традиционалните маски на глупи Август, зетот и невестата, секоја година се наоѓаат маски кои директно ја исмеваат или презентираат дадената ситуација или личност која одбележа минатата година. Годинава карневалот доби финансиска поддршка од Министерството за култура во висина од 1,8 милиони денари. И сега по некоја култура би требало да се заблагодарам за средствата на Министерството и Министерката за култура на Република Македонија. Меѓутоа, секогаш на сите што ќе дојдат во тоа министерство како министри или на цела администрација што е таму и на цела македонска јавност и на цела влада треба да им е јасно и тие да се заблагодарат затоа што имаат даваат средства на нешто што го има Вевчани. Разбирате, Вевчанскиот карневал е гордост не само на Вевчани, туку на цела Република Македонија. Знаете, имаме гости од цела Европа, новински куќи, новинари кои секоја година, значи се присутни, не само од кога општина Вевчани е општина од 96-та, него и претходно. Вевчанскиот карневал е име, бренд и гордост треба да им биде на било која власт, било кој министер или било кој министер за култура во Македонија, што има таква манифестација која ќе ја поддржи. Значи, како што рече Игор, стари сме онолку колку што сме стари, сакаме да кажеме дека сме и има докази дека карневалот се одржува онолку колку што е старо и Вевчани. Знаете сега, ако сакате малку историја околу начинот на кој карневалите тогаш се одржувале, односно тоа е еден начин каде што луѓето не знаејќи да ги одговорат оние природни непогоди што ќе ги најделе, дали ќе суша, глад, болести, начин на кој ќе се спротистават, односно ќе ги канализираат оние лоши духови, така да речам. Сега со текот на времето се формирала администрација, се формирала држава, државните апарати почнале да прават, ајде да речам, глупости. Сега до Вевчани е место каде што сите функционери, било политичари, оние што цела година ги правиле, да речам, овие негативни работи што ги оценале вевчанци дека се негативни, ќе се видат таму на карневалот без навреда, без некоја претензија дека ние, меѓутоа тоа е тоа. Видете, ни става тој хумор и сатира што го нуди Вевчанскиот карневал, можете да се препознаете било која јавна личност таму, не мора да биде политичар, значи било кој и новинар ако направи некој гаф, може да се препознае во некоја маска. Ви благодарам. Промоторот на карневалот Игор Џамбазов на вчерашната пресконференција посочи дека на Вевчанскиот карневал присуствуваат најкреативните луѓе во земјава, кои знаат да направат шега и смеа од се. Вели дека очекуваат многу гости, а најавено е и присуство на норвешка телевизија, која треба да прави патописна репортажа за Македонија од 3 пункта: Хераклеа, Охрид и карневалот во Вевчани. Ако влезете на Википедија, ќе видите дека според некои записи е стар скоро 15 векови, 1460 години, а според некои артефакти пронајдени Горна Белица и не знам каде, се предпоставува дека е над 2000 години. За да ви појаснам колку е тоа многу старо, ќе ви кажам дека првиот Вевчански карневал се одржал 900 години пред Колумбо да ја открие Америка. Како има одстранство некој да им стане појасно колку е тоа старо. Вевчански карневал е нешто на кое македонците се горди. И покрај тоа што е пагански обичај, тој непрестанно да трае, дури ниво најтешките моменти. Сега, бидејќи Вевчанскиот карневал е еден голем мајтап, станува збор за најкреативните луѓе во Македонија, вевчанците, кои од се знаат да направат шега и смеа, така ќе се обидам да биде и ова пресконференција. На 13 е карневалот, како и секоја година. Да. На 14 секоја завршува со традиционалното палење на маските и тоа. Но екипата наша ќе биде таму уште на 11, затоа што на 12, значи спроти карневалот, ноќта,
имаме општонародна веселба и навистина добра програма, двете ноки, првата вечер во петокот стартуваме со DJ Ампов, Young Daddy и најдоброто од Игор Џамбазов и Гуру Харе Бенд и како круна на вечерта концерт на популарната група Нокаут. Втората вечер во саботата на 13, значи на денот на карневалот, акустик бенд Наум Петревски, оркестар за тапани и зурли од Вевчани и на крајот Перо Волк и Коки Биоритам во живо. Значи втората вечер е малку понародна, по-фолк, предпоставуваме дека од искуство знаеме дека вевчанците не пијат дур трае карневалот. Кога ќе заврши карневалот, тогаш почнува се и затоа е наместен Наум Петревски точно во 9. Да, очекуваме многу гости, знаеме со сигурност дека ќе дојде една позната норвешка телевизија да прави патеписна репортажа за Македонија и од цела Македонија одбрала 3 пункта: Хераклеја, Охрид и Вевчани, односно карневалот во Вевчани. Ќе дојде и еден од најпознатите блогери на овие простори кој патува по светот и снима исто така репортажи. Станува збор за Путриота, блогер од Србија кој го има посетено целиот свет, но еве оваа година се одлучил токму за Вевчанскиот карневал. Уште еднаш, благодарност на општина Вевчани што се сетија на мене, што ќе работиме заедно и ќе се потрудиме уште повеќе да го популаризираме, и се разбира за Министерството за култура, кое ете така излегло во пресрет, а се радува министерке дека другата година малку повеќе ќе посветите внимание. Од кога ќе видите оваа година што ќе направиме, сигурен сум дека сами ќе посакате повеќе да ни даете следната година. Главното дефиле на маските ќе биде на 13 јануари во попладневните часови. Тогаш цело Вевчани станува еден голем театар на отворено и сета енергија на василичарите се впива во преубава атмосфера. Карневалот завршува в недела на 14 јануари со традиционалното палење на маските.